Благодарам подпредседателе, благодарам пратеничке. Ќе дадам одговор на второто прашање. Тоа е што ќе преземеме за да докажеме спротивното од она кој што досега го имавме како забелешка од УНЕСКО и во периодот кој што предстои, затоа што, уште еднаш ќе кажам, Комитетот за светско наследство на УНЕСКО на својата 44-та сесија во Фуџу, Кина, донесе одлука природното и културно наследство на Охридскиот регион да не биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Тоа беше известна закана дека ни се случи. И тоа да бидеме честни за сите последни 30, па можеби и 40 години од прогласувањето досега. Со оваа одлука комитетот го препознава и уважи напредокот на Република Северна Македонија и Република Албанија во насока на зачувување и на исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион и одлучи двете земји да добијат повеќе време со цел да ги исполнат препораките кои произлегуваат како реактивен мониторинг мисии и одлуки на комитетот создадени од претходно. Северна Македонија и Албанија со оваа одлука се обврзаа да донесат заеднички стратешки план за рехабилитација на регионот и дополнително да го подигнат нивото на билатералната заштита и управувањето со светското наследство. Владата на Република Северна Македонија силно ја поздрави одлуката на Комитетот за светско наследство и останува цврсто посветена на зачувување на статусот светско наследство за природно и културно наследство на Охридскиот регион. Оваа одлука не значи дека работата е завршена. За нас значи верификација на тоа што е направено во последните неколку години. Затоа што извештаите од 2012, 14, 16, 17 кои што биле правени со мониторинг мисиите, јасно укажуваат на девастацијата на нас. Во последните години исто укажуваат за се што е успеено. Донесувањето на планот за управување со Охридското крајбрежје, изградбата на колекторот и продолжување до изградбата на канализационите притоки и прочистителни станици кои што во моментот се случуваат, конечно влегување во клинч со расчистување на плажите, кој што не е така благопријатен процес, но со цел унифицирање и враќање на плажите, онака како што УНЕСКО тоа го предвидува и го дозволува, на начин на кој што ќе се договорат општинските власти, државните институции и граѓаните, но денеска плажите се целосно прочистени од дивоградбите, од бетоните, железата, се што беше. Сето тоа, кое што беше констатирано во извештаите, од одзимањето на парцелите на Македонска православна црква Охридска архиепископија заради мегаломанството на собрата Рој, поддржано од тогашните власти, до носење на морски песок на крајбрежјето на Охридското езеро и целосно изветрување на природното предсе наследство внатре, уништување на културната традиција и наследство и во делот на 365 цркви, џамии и сите верски објекти кои што ги имаме заради извитоперени политики, најчесто на поединци, но поддржани од високи општественици и на локално и на централно ниво, целиот овој период. Ништо не превземање за негова дополнителна заштита, напротив, легализирање на се и се што беа причините за ваквите негативни извештаи. Се што се направи во последниот период. Јас кажав, благодарение на градоначалникот и советот, направија сериозни, одговорни чекори пред својот народ, затоа што никој не знае како тоа граѓаните ќе те наградат или ќе те казнат. Но тоа не е важно. Важен е Охрид, важен е Струга, важен е Охридскиот регион, затоа што тоа е наша обврска и пред светот, не само пред нас овде. Државните институции, Министерството за култура, Министерството за екологија, координацијата од мојот кабинет, комитетот, сите посветено работеа да денеска добиеме шанса, односно создадеме аргументи, да не биде прогласено Охрид под опасност. Односно заштитата на УНЕСКО за културно и природно наследство под опасност. И денеска успеа. И тоа мора да не биде мотивација, но и обврска. 2 години ќе поминат за вчас, додека видиме. Затоа продолжуваме. Комплетно насочени со носењето на сите следни одлуки. Објави градоначалникот. Веднаш после туристичката сезона продолжува отстранувањето на безредијата околу езерото. Денес, како го општина Охрид, Струга, Дебарца, издаваат одобренија за градба, покрај изводот од планот,
издаваат извод од планот за управување со Охрид. Тоа значи не може да гради како сака, дури и не може по детален план да гради. Може, ако е согласно и со планот за управување со Охрид. Охрид ќе продолжи да расте и да се развива. И нема дилеми тука. Но правилата се тие. Ние не можеме од Охрид да правиме море. Тоа е нашето езеро, Европското езеро. Со најголема историја, со најголема длабочина, со најголеми природни убавини, со најбогати културно наследство кое што ни го оставило токму од генерациите. И токму треба да го развиваме Охрид со усул, водејќи грижа за ова огромно богатство, кое што е првиот тригер за привлекување на туристите овде во Охрид и во Струга. И тоа мораме да го направиме, затоа што првиот момент кога ќе бидеме под опасност, ќе ги одвраќа туристите. И затоа имаме одговорноста сите ние да продолжиме по тој пат. Јас, граѓаните, кои што некој им дозволил во минатото, и тоа било во минатото, да ги пинат овие недозволиви работи, не треба да тагуваат за изгубеното заради тоа што начинот кој што се определува ќе го надокнадат. Затоа што веројатно општината во разговор со бизнис заедницата, со граѓаните, здруженијата на граѓани и со владата ќе ги изнајде унифицираните начини на поставување на објекти за обслужување на плажите. И тука нема дилеми дека тоа ќе се случи. Тоа ќе биде унифицирано. Веројатно, ако развијат модел да биде на општината, па таа да ги изнајмува. Не секој како најде што да прави во целиот тој дел. Јас верувам дека ќе успееме. Благодарен сум лично како председател на владата сите што учествуваа во овој процес. Секако едни од најзаслужните се пратениците. Затоа што вие носевте одлуките. Вие ги носевте плановите. И вие го задолживте и владата, а преку тоа и препорачавте и на локалната самоуправа да ги прави ваквите чекори. Сум работел како прв во извршната власт со локалната власт и знам се какви предизвици беа исправени во целиот овој период. Но сум благодарен и среќен заради тоа што УНЕСКО тоа го препозна. Уште еднаш напоменувам, дадов една изјава, таму се експерти, нема политичко влијание. Ние сме земја многу поддржана и почитувана од Европската унија, од демократскиот свет, навистина, но овде не може да се јавите на некој премиер, на некоја премиерка, тоа се експертите. Таму се борите со аргументи. Нашите аргументи беа доволна основа да не се дадат дополнителни 2 години, кои што ќе бидат сериозна гаранција за експертите во УНЕСКО дека навистина ќе ги отклониме и оние остатоци кои што останаа се уште за отклонување во периодот кој што предстои. Како пратеници кои што ја бирате извршната власт, можем да ви ветам дека владата нема да штеди ресурси, да ги алоцира, да ги потврди во делот на заштита еколошка на Охридското езеро, без разлика дали се работи тоа за продолжување на каналот во општина Струга и до завршување, кој што никој пат не бил изграден, или изградбата на прочистителните станици, нивното санирање и комплетно комплетирање и во Струга, и во Дебарца, и во Охрид, нема да се откажеме од брзото носење на деталниот план на крајбрежјето, кој што владата го зема како обврска, да го донесе преку транспорт и врски заедно со граѓаните на Охрид, затоа што со донесувањето на деталниот план дефинитивно се воспоставува конечниот поредок на крајбрежјето за раст и развој. Уште еднаш напоменувам, планот за управување со Охрид, а и новиот детален план не вели дека нема да се гради покрај крајбрежјето, не се знае како ќе се гради, која ќе биде висината, колку ви се процентите на зеленилото, која е заштита на плажите и на езерото и слично. И тогаш ќе воспоставиме конечниот ред и поредок преку ваквиот детален план. Секако се знае во втора фаза која катност, во трета фаза назад која катност и каде е слободно од планот да се гради и да се развива Охрид. И јас сум убеден дека сите ние заедно, парламентот, владата и општината, ќе оставиме трајно наследство преку својата грижа за заштита на Охридскиот регион под капата на УНЕСКО, затоа што задача на сите нас е да и многу други региони и објекти ги ставиме под заштита на УНЕСКО, еколошки ги заштитиме, културолошки ги заштитиме, а не тоа што го имаме да не го одржиме. Убеден сум дека за 2 години ќе можеме да кажеме дека успеавме, кога повторно ќе се наврати комитетот на УНЕСКО и ќе дискутира за Охридскиот регион и за заштитата на Охридскиот регион под УНЕСКО, за да можеме да кажеме дека заедно сите успеавме да го сочуваме она што е наша гордост, една од најголемите, а тоа е заштитата на УНЕСКО од како Охридски регион
со сите своји природни и културолошки убавини. Благодарам.